Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто еве во понеделник ќе го празнуваме празникот на големите просветители и светители на македонскиот народ, браќата Свети Кирил и Методи, оваа прилика сакам да ја искористам да позборуваме малку за нивните мисии и за нивниот живот. Со доаѓањето на словените во Македонија, тие со себе ги донеле и своите пагански верувања и својот јазик. За писмено изрезување употребувале црти и рески. Сепак со доаѓањето во Македонија и на Јужниот Балкан се сретнале со напредната култура и развиена писменост. Словените од староседелското население го примиле писмото, кое билело во употреба на тие простори и го користеле во писменото изразување. Но со постојните букви на грчкото унијатско писмо или со римското латинично писмо не можеле да ги пишуваат сите карактеристични словенски гласови кои ги изговарале. Поради тоа се појавила потреба да се создадат нови знаци или букви со кои ќе се пишуваат словенските зборови, тоест писмено ќе се забележува јазикот на словените. Создавањето на азбуката на словените било дипломатски чекор на Византија, а со азбуката византиската придобивка била двојна. Прво, полесно се ширело христијанството кај словените и второ, Византија, придобивајќи ги балканските словени, на своја страна си обезбедувала подобра позиција против бугарската држава, која ја напаѓала на територијата на Византија и на Балканот. Задачата за создавање на словенско писмо од византискиот двор ја добил Свети Кирил или Константин филозоф, кој имал целосна подршка и помош од неговиот брат Методи. Светите браќа Константин и Методи или Кирил и Методи се браќа родени и пораснати во Солун. Потекнуваат од угледно солунско семејство, а нивни родители биле Лав и Марија. Методи е роден во 826 година, се школувал во специјални училишта за стекнување на воени вештини и за извршување на високи државни функции. Поради стекнатото знаење и способностите кои ги поседувал, Методи на 20 годишна возраст од византискиот двор добил чин војвода. Тој како војвода во 845 година бил испратен да биде управник на Словенското кнежество во Македонија, кое се простирало во Струмичко-Брегалничкиот регион. Задача на Методи била да ја осигура поддршката на местното население во борбата против бугарските напади на таа територија. Константин пак, познат под монашкото име Кирил, бил роден во 827 година. Се школувал во солунските училишта, во кој оделе само децата на големите имотни семејства. Како најдобар ученик, рано се школувал на Цариградскиот универзитет, Магнуарската школа. Таму изучувал повеќе науки и повеќе јазици, а по завршувањето на студиите Константин станал професор по филозофија во универзитетот во кој и самиот учел претходно. Како вреден и образован, стекнал голема доверба кај византискиот цар. Кога дознава за овие
двајца просветители и паметни луѓе Свети Кирил и Методи, византискиот цар тогаш почнува да ги праќа на различни мисии. Првата мисија кој ги праќа е кај сарацените. И ова мисија на Константин била мисија во градот Багдад. Со оглед на тоа што го познавал арапскиот јазик и Куранот, бил испратен од византискиот император Михаил III во дипломатска помирителна мисија кај сарацените. Мисијата била во периодот од 851 до 856 година. Во оваа прва своја дипломатска мисија Константин успеал да ослободи извесен број на византиски заробеници кои ги вратил во Византија на број некаде околу 1000 заробени војници. Втората мисија на која го праќаат е брегалничката мисија. Таму го испраќаат за да му помогне на својот брат во Словенското кнежество во Македонија. Оваа така наречена брегалничка мисија. Доаѓајќи во Брегалничко, според легендата, Константин покрстил околу 54.000 тогашни словенски македонци. Таму Константин ги воочил проблемите со кои се соочуваат словените со немањето на своја азбука и неможност да се употребува грчкото унијатско писмо или латинското писмо за запишување на специфичните словенски гласови. Па затоа ја создаваат глаголицата, која подоцна нивните ученици Климент и Наум, охридските чудотворци, од таа глаголица ќе ја создадат кирилицата. Третата мисија е кај хазарите во 860 година, кога Константин е испратен од Византија кај хазарите на Кримскиот поев, брегот на Црното море. Тие немале официјална религија. Кај хазарското население имало евреи, муслимани, христијани и пагани многобожци. Задача на Константин во оваа дипломатска и верска мисија во хазарскиот Кантанг била да го прошири христијанството на оваа територија и да ослободи византиски затвореници. Тој со себе го понел и својот брат Методи. Во оваа мисија на Крим тие ги откриле моштите на папата Климент I Римски и со верски почести ги положиле во црквата Свети Димитрија во градот Херсон. Константин напишал и пофално слово и химна за папата Климент. Дел од моштите Константин понел со себе. Четвртата мисија е мисија кај алините. По успешната мисија кај хазарите, Константин бил испратен на нова мисија кај алините во градот Фула на источниот брег на Црното море. И оваа мисија успешно ја завршил покрстувајќи голем број пагани. Мисијата пак во Велика Моравија во 863 година кнезот Ростислав побарал од византискиот император Михаил III да му испрати мисионери за заштита од влијанието на германското свештенство и германските мисионери. Византискиот император на мисија во Велика Моравија ги испратил Константин и Методи. Специјално за престојната мисија, браќата создале посебна азбука според јазикот кој го зборувале словените, составена од 38 букви. Оваа азбука е наречена и глаголица. Превеле дел од Библијата на словенски јазик и неколку богослужбени книги на словенски и заминале во Велика Моравија. Нивната дејност наишла на силен отпор кај германските свештеници, кои жестоко се бореле против воведувањето на словенскиот јазик во богослужбата и против глаголското писмо. Веста за мисионерите во Моравија стигнала и до папата Никола I, па двајцата браќа тргнале кон Рим на средба со папата. По патот се дешава и мисијата во Панонија, а за делото и големината на браќата Константин или Кирил и Методи дознал и кнезот Коцелј од Панонија, кој ги повикал браќата да им помогнат на панонските словени против германизацијата. Константин и Методи останале во Панонија 6 месеци и во тој период го шириле христијанството и писменоста кај тамошното население. Оттаму, преку Венеција,
отпатувале за Рим. Во Рим браќата биле примени од папата Адриан II, затоа што Никола I што туку починал. Нему му се предале моштите од папата Климент I. Поради мудроста и пожртвуваноста на Константин и Методи, поради нивната мисија за ширење на христијанството и поради честа која му ја направиле на починатиот папа Климент I, Адриан II го ракоположил Константин за свештеник, а неговиите ученици за презвитери и ѓакони. На Константин му било дозволено да издаде богослужба на словенски јазик уште тогаш, со црковни книги кои биле преведени на словенски јазик и писмо и биле оставени на поклон во една од римските храмови. А преводот на Библијата бил осветен од папата кој дозволил во Велика Моравија и Панонија да се богослужува на словенски јазик. Во Рим Константин тешко се разболува, се замонашил во февруари 869 година и по 50 дена починал. Непосредно пред смртта го примил монашкото име Кирил. Неговото тело со високи верски почести било положено во црквата Свети Климент во Рим, каде што се наоѓа и до ден денес. Методи, со од папата добиениот архиепископски чин, се вратил во Велика Моравија за да продолжи со мисијата. Заедно со своите ученици, дејноста ја вршил со големи тешкоти поради силниот притисок од германското духовно раководство, се до неговата смрт во 885 година. Нека нашиот Господ Бог и Спасител Исус Христос по молитвите на овие двајца големи светители, светите браќа Кирил и Методи, на сите нас ни дарува и телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Се разбира, оваа прилика сакам да ја искористам да ве поканам сите вас на света божествена литургија утре со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе се помолиме на Мајката Божја и на нашиот Бог и Спасител и на светите браќа Свети Кирил и Методи за наше телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
se odvojite Руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Ќе се женам јас, еве дојде час. Најдов мома добра, убава и згодна, и на мајка една. Море ке ја земам, веќе време немам. Ајде сите, ајде, веќе дојде време, да пали, да чукна, еднаш и за мене. Ајде сите, ајде, време е за славје, напите се сега, весело на здравје. Ќе се женам јас, еве дојде час. Доста ерген одев, лични моми водев, ке ја земам сега. Мојта мајка стара, од мена си бара. Ајде сите, ајде, веќе дојде време, да пали, да чукна, еднаш и за мене. Ајде сите, ајде, време е за славје, напите
Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Koji go znaje, so zlato bi go platio. Koji go sretna, večno ke go pamti. Kolku ljubav dale ti je žici, toliko nema ova nebo ptici. Kolku ljubav dale ti je žici, toliko nema ova nebo ptici. Da sviri se ga sadio, pusto srce bi se nabilo, si otokri pa ga sluša, muzika što leči duša. Da sviri se ga sadio, da sviri se ga sadio, pusto srce bi se napilo, si otokri pa da sluša, muzika što leči duša. Da sviri se ga sadio. Ovoj život java i zema, zašto veke sadilo to nema. Takva pesna dalike se rodi, kojke smiri jedni bistri vodi. Takva pesna dalike se rodi, kojke smiri jedni bistri vodi. Da sviri se ga sadio, pusto srce mi se napilo, si otokri pa da sluša, muzika što leči duša. Da sviri se ga sadio, da sviri se ga sadio, pusto srce mi se napilo, si otokri pa da sluša, muzika što leči duša. Da sviri se ga sadio, violin
plači za nego. Violino prenoći na brego, da se vrati sve što bilo, da se vrati čekam duri do zori, da se vratiš ti. Mite more, mite, dobar sosite, momi vino, pesna, mladost, lesna. Mite more, mite, a ja sedam sama, čekam duri do zori, da se vratiš ti. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер
и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Odi zvezdo, odi zvezdo, senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Odi zvezdo, senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Temnej tamu Temnej tamu zvezdo moja, srce vo me stega. Zemlji zimo, ladna zimo, nema hajda begam. Temnej tamu zvezdo moja, srce vo me stega. Zemlji zimo, ladna zimo, nema hajda begam. Blaze tebe, blaze tebe, zvezdo moja, ti si imaš nebo. Blaze tebe, zimo ladna, sigo imaš snegod. A pak mene, zvezdo moja, što ke mi je život, i to što go ima pod zvezdom, i go dadov si od. Blaze tebe, zvezdo. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи.
Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. ti tetovsko jabolče. Oj, devojče, devojče, ti tetovsko jabolče. Pokaži crnite oči, sakam da gi vidam jaz. Pokaži crnite oči, sakam da gi vidam jaz. Snaga, sakam da ja vidam jaz. Pokaži tankata snaga, sakam da ja vidam jaz. Ore momče bre budalo, ubavo ja banđiće. Ore momče bre budalo, ubavo ja banđiće. Tanka topola, zarem ne si videl ti? Gradi na tanka topola,
kriješ od mene, binan li ja skraj tebe, molam srce da ne prepukne. Vreme keni pomine, mladost keni ovene, drugi neko ili ke ljubi me. Ako betne zajedno, nemaše da žali me, za sve što jednaš ne si rekao me. Zajedno nemaše da plače me, ti za mene, ja za tebe. Oči kriješ od mene, a srce boli za tebe, može me ništo ne smeme. Ti da brojiš godini, jasna pijan otrobi, doali se naši sudbini. Zajedno nemaše da žali me, za sve što jednaš ne si rekao me. Ako betne zajedno nemaše da plače me, ti za mene, ja za tebe. Ako betne zajedno da žali me, za sve što dušo ne si rekao me. Ako betne zajedno nemaše da plače me, ti za mene, ja za tebe. Kraj što zrak odpočnuva, tamo son od zapira. Kraj što srce posaka, pa da napravi, za da izbega. Tamo sila zemar, topli vetrovi, tamo kaj što si. Kako pesna angelska, duša što te miluva. Kako igra djavolska, što te stanuva, pa te ranuva. Kakva li si magija, požar napravi, što ne zgasnuva. Na staro vino se mirisa, sve po staro, ti si uštedalečna, no srce moje bezsmrtno, sve durde imam tebe ponego, kaj da vidim ke te čuvat, moj te pak leži, tamo kaj što si, ke te miluvat, kade i da si. Kaj što zrak odpočnuva, tamo son od zapira. Kaj što srce posaka,
pa da napravi za da izbega. Tamo sila zema, topli vetrovi, tamo kaj što si na staro vino, ova jesen mirisa. Se po staro ti si uštedalešta, no srce moje besmrtno. Se durte imam tebe ponego, kaj da vidam ke te čuvat, moj te partneži, tamo kaj što si, ke te miluvat, kade i da si na staro vino, ova jesen mirisa. Se po staro ti si uštedalešta, no srce moje besmrtno. Se durte imam tebe vonego, kaj da vidam ke te čuvat, moj te partneži, tamo kaj što si, ke te miluvat, kade i da si, moj te partneži, tamo kaj što si, ke te miluvat, kade i da si. Preka
oči pregradki, koji li te nežno miluva, ko što te miluvav jas. A koja slušaš pesnava, nokeska što ja pevam jas, i da gi skriješ sozite, srce ke zaplače. I da gi skriješ sozite, srce ke zaplače.